вие многу добро би се снашле во улогата на владен портпарол. И вака, слушајќи од целото ваше излагање, сосема ми стана јасно, односно ја пронајдов логика на вашата слика во партискиот штаб на СДСМ и разбрав по која логика некој ве одвлекол тамо, како што вие кажавте изминатиот пат, но ајде да идеме по редот на нештата како што и вие ги кажувавте. Да почнеме од последното. Често кажуваме дека тие членови во регулаторната комисија се незаконски избрани и сите до еден имаат прекршено дело од законот. Кога вие ќе бидете изгласани во одредено тело, а сте таму противзаконски, вие го оштетувате буџетот и за тоа треба да одговарате заради тоа што ги злоупотребувате средствата од народниот буџет. Јас кидам малку понапред, мој личен став е не дека само што треба да бидат разрешени, туку треба да одговараат зошто примале плата на одредено место каде што се нашле таму не исполнувајќи ги условите. А за тоа има несоборливи докази произнесени на собраниска говорница, кои што верувам утре дека би биле добар доказ во судска постапка зошто некој го оштетил државниот буџет. Толку околу тоа. За системското решение за акцизите, навистина може да ви наведат колегите од СДСМ, пратениците, како жолчно го браните тоа, но повторно сгрешивте. Како е возможно да биде подобро системското решение, каде што граѓаните ќе бидат ослободени од 1 денар наместо 9 и 12 денари? Тоа мене ми укажува дека вие толку многу си имате збогатено на вашите функции, кои што вие не ја гледате разликата помеѓу 1 денар од литар гориво до 9 и 12 денари за литар гориво. Понатаму не сте информиран, господине Беслимовски. Ние тогаш сме ја намалеле акцизата, може би траело 3 месеци, затоа што тогаш толку може би траела кризата. Овој пат, оваа акциза нема да биде системско решение, туку ќе трае до оној момент додека одлучи министерот за финансии. А за да биде системско решение, ние поднесовме амандман да трае до 31.12.2022 година, но вашето мнозинство го одби тој амандман, значи не е системско и ова ќе трае 3 месеци, но ќе бидат ослободени за денар, а нема да бидат ослободени за 9-12. Тоа вие го мислите и нека ви служи на чест. Ајде идеме сега понавака. За парното. Вие сте дали изјава дека доколку парното поскапи, ќе треба да се направи укинување на ДДВ од 5% на 0%. И јас го поднесов тој амандман и го подпишав и јас се подпишав на вас. И велам, еве, господинот Беслимовски смета наместо можеби и да ги субвенционираме сметките, но зошто да не направиме намалување на ДДВ од 5% на 0%. И кажав, тоа го кажа господинот Беслимовски, јас со него се согласувам, еве отворено ви кажувам, за тоа се согласувам со вас. Треба ДДВ-то за топлинската енергија да биде од 5% на 0%. Поднесовме амандман, прашајте господинот Велковски зошто го одбие. Тоа е една работа. За парното, вие сакате да ни наметнете одреден став дека ние треба на вас да ви се извиниме што вие сте го покачале парното за 14%. Ама тука треба да бидете честени да кажете една работа дека 4 или 5 месеци пред да се намали односно да се зголеми цената на парното, имаше еден кој што вие гледам дека сакате да го вметнете во категоријата на Facebook експерти, кој ви кажуваше дека треба да го подготвите тето и треба да направите залихи од газ, затоа што гасот ќе поскапи и ќе се поскапи цената на парното грејење. Вие тогаш се смеевте и одбивавте да го прифатите тој аргумент и видовме дека парното поскапи за 14% и парното ќе поскапи многу повеќе, доколку еве, можеби тоа е како мерка во ред, владата не го субвенционира, ама ние нудиме уште нешто плюс, но вие тоа одбивате да извршите јавен притисок и да го прифатите. Да ви се извиниме за тоа дека сте го поскапиле парното за 14%, нема да ви се извиниме затоа што тоа е лично ради неспособноста на институциите кои што ги можеби гледаат ризиците, но одбиваат да го антиципираат ризикот, да го администрираат и да превземат мерка на времена која што ќе ги заштити потрошувачите, нешто кое што вие не го правите. Од барелот на нафта, и тука пробавте да ја фабрикувате тезата, но не ви успеа. По истите, затоа што јас го гласав тој амандман, како по која методологија ја утврдувате цената, таму стои таа берза која што ја вие кажавте. Јас секој ден проверувам како се движат цените на таа берза. И не е проблемот во Бојан Стојановски, проблемот е што вашеве од владава има таму во таа методологија која што вие ја поддржувате и кажувате дека е во ред, како ќе се пресметува цената на акцизата која што се намалува и таму стојат и цена по барел. Стои или не стои се? Нели е тоа е цената? Како што вие ја гледате, така и јас ја гледам. Значи, по барел од $107 $107
натака и си стои тамо прецизно, значи гледам како е. И сега истата верзија следиме, не можете да ми кажете дека немам информации затоа што јас сум го гласал тоа. Еве да зборуваме за струјата. Вие велите владата добро се справува, ЕСМ толку онолку. Суштинското прашање, зошто во држава е потребно такво ниво на увоз на електрична енергија? И зошто овие компании се загубари? Но во тоа нема да навлегувам, вие знаете подобро од мене, затоа што ја регулирате таа теза. Еве да не бидам недоречен, граѓаните да знаат, ако помалку се краде, ќе има струја. Зошто? Во последниве 10 години, еве тука има една брошура, не знам дали ви е во вас доставена, каде што колегите кои што се навистина одлични од парламентарната буџетска канцеларија, имаат направено меѓу другото анализа како се движило производството на струјата во изминатите 10 години и вие можете ако ја отворите таа табела, господинот Велковски нека ви ја подаде за да направите за да видите отприлика како се движиле тие производства. Еве го во графиконот број 2 пишува во 2010 година колку се гигавати се произведувале, а колку се произведуваат сега. 50% помалку, господине Вислимовски. 50% помалку при исти капацитети. А зошто е тоа така? Затоа што овие криминалците од власта кои што ги администрираат институциите, ги испуштија хидросистемите и ја продаваат кога беше ефтина. Вас тогаш не ве видов да кажете престанете со ова, не чека ризик. Разговараат колегиве од таму каде што сум член, за кој што оваа година македонските граѓани ќе потрошат 4 милиони денари повеќе за службени патувања. Од таму каде што сте сега прв на место последен, таму колегите не ви кажаа дека ќе има ризици по електричната енергија. Зашто одете таму ако не одите за тоа? Таму не ви кажа, сте видели ли каква е ситуацијата во рекот? Кој е одговорен за тоа, господине Веслимовски? Сега ние тоа треба да го платиме затоа што некој не си ја завршил работата. Еве да идеме за Facebook експертите. 9% оваа година. Ако ги собереме во изминатите години, 33% поскапе струјата. Тоа е вистина или шпекулација? Еве повторно, вие тоа го представувате 9%, да не треба ние да ви се извиниме што сте ја поскапеле струјата за 10%. Да не треба да ви се извиниме, доста дај престанете со на најефтино во регионот. Што имаат македонските граѓани на тоа ако е најефтино во регионот? Бидете чесени и кажете дека како што се најефтини во регионот, имаме најмали плати во регионот. Имаме најмали пензии во регионот. Или имавте една добра, многу квалитетна пресметка за тоа колку литри бензин може да се наполнат со просечните плати во регионот. Бидете чесен, кажете го тоа и престанете да ги обвинувате македонските граѓани. И лага е тоа дека е најмало во регионот. Од каде ви се тие податоци? Несериозно е да ги кажувате. Оставите им ги на тие од владата. Затоа до тоа дередже се доне, затоа имаат најмизерен рейтинг, ама не се пуштајте и вие да ги браните во нешто што не треба. Кога немате аргументи, сега луѓево користат и паметни телефони, истражуваат на интернет и медиумите се особено би кажал квалитетни во доставување на тие информации до граѓаните. Што имаме ние тоа ако вие ни кажете ќе поскапи горивото, но повторно плаќаме најниско во регионот? Што имаат македонските граѓани или македонското стопанство од тоа? Понатаму, ние даваме субвенции за оние кои што не се ја завршиле работата од енергетскиот сектор за струјата 170 милиони евра. А ако ги поделиш по глава на жител, во последните 3 месеци секој жител тоа го чини по 100 евра. Секој жител, повторувам, на Република Македонија го чини по 100 евра субвенциите кои што владата им ги дава на енергетските компании затоа што не си ја завршиле работата. Односно затоа што краделе наместо квалитетно да се изборат со предизвиците кои што се сега во моментов. Господине Веслимовски, и сега вие тука нас не кажувате приказни, вака требало Facebook експерти, поима немаат, ние сме ваква држава, таква држава. Тие граѓани може не се експерти од енергетика, ама се експерти по нивниот личен семеен буџет. Па кога ќе да ги платат сметките, знаат кој има поима, а кој нема поима. Идеме понатаму за репрезентација. Вие кажавте, во моментов не се искористуваат средствата, затоа што не е донесен планот, па мораме малку поскромно. Господине Веслимовски, јас никогаш не би ви гласал ваков план. Никогаш не би ви гласал ваков план. И ова е доказ дека вие можете и поскромно да се однесувате. Значи, чим функционира комисијава регулаторна во изминатиот период, а не е во полн финансиски, ќе ви кажам, напон, 30.200 евра за репрезентација. На што личи тоа?
Ајде да не е за кафења, ама 30.000 евра за репрезентација, луѓеш. Не ми е јасно. Сови кога се качува струја, кога поскапуваат горивата, 30.000 евра годишно за репрезентација, оваа регулаторна комисија на господинот експерт Бистимовски сака да потроши. Тоа е сериозна сума. Понатаму, еве за зградава, 1000, колку беше? 1760 евра месечно. Ако ги соберете, тоа се 21.000 евра годишно за нова зграда. И зградата протекувала, зградата била, па нова зграда сте успеале да уништите, господине Вестимовски. Нова зграда сте успеале да уништите 5 години. Сега, како може на Бистимовски му чини зградава, која што нова 5 години, но на Артан Груби му чини зградава, сега таа е добра. Како, а на Ковачевски, па тоа е по исти стандарди е градена таа зграда. На Ковачевски како му е зградата? Ја не го слушнав Заев да се пожали. Ја не го слушнав Ковачевски да се пожали дека зградата на ваата била лоша. Ама 20.000 евра годишно за одржување на зграда, не мора средствата да се потрошат. Па зашто да ги има? Зашто не кажете во финансискиот план, не е оваа година, ќе најдеме начин, нема да трошиме 20.000 евра. Може би нема да се потрошат, но може би и може да се потрошат. Зошто да ги има? Има таму и посуштински ставки кои што треба да влезат. Или да средства да бидат искористени. На крајот не е проблемот дали јас со вас политички ќе се надмудрувам. На крајот суштината е една, дека вие сте председател на комисијата која што треба да го заштити интересот на потрошувачите, кој што во овој момент е и како нарушен. Вие не можете да се возите на возот на владата. Секогаш кога растат цените, да ви велите тоа е заради односите на светските берзи, а секогаш кога паѓате да велите тоа е заради антикризните мерки. Вие мора да најдете начин во таа ваша комисија. Јас сум многу свесен за вашите надлежности, но вие можете да држите и да одржите јавен притисок, да им кажете на владава ако не носат мерки кои што не се добро дизајнирани. Затоа што можете да видите дека стопанството плаќа 4 до 5 пати поскапи сметки. Домаќинствата плаќаат поскапи сметки. Транспортерите плаќаат поскапи сметки. Превозниците плаќаат поскапи сметки, граѓаните плаќаат поскапи. А ние во изминативе 2 години вашата комисија како граѓани не сме виделе ништо освен наминување на тие поскапувања. И тука е легитимниот интерес на нас како опозиционери да укажуваме дека нешто не е во ред. И дека нешто што се случува таму не е во ред и дека треба да превземете посериозен терет, затоа што вие сте таму и вие примате за да го заштитите интересот на оние кои што се на крајни корисници, а не да ги именувате или аминувате поскапувањата на владата. И сега повторно ќе земете збори, ние политички ќе се препукуваме и вие нема да имате ниту промил разлика од овие од власта, од ставовите на овие од власта, но за жал на крајот поскапената сметка во однос на овие енергенти ќе ги плаќа граѓаните, а вие ништо за тоа нема да превземете. Ви благодарам.